Помина еден месец од формирањето на новата влада. По тој повод вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи одлучи преку својот Facebook профил да им се обрати на граѓаните и поддржувачите и да го презентира сработеното. Како што изјави тој, средбата во Брисел, која беше прва официјална на новиот владин состав, но и посетите на Бугарија и Грција на владини представници, ја комплетираше сликата за новиот пристап на новата влада кон евроинтеграциите. Османи додава дека реформите се наднационален и надпартиски интерес и најмалку што очекува е сите граѓани да бидат единствени по ова прашање. И како резултат на ова рефокусирање на таа агенда се роди планот 369. План кој што има за цел да испрати две пораки. Првата, дека ги прифаќаме сите препораки на Европската комисија и нашите меѓународни партнери. И втората, дека е дојдено време да испорачаме конкретни резултати. Резултати кои што се битни за самите нас, за да направиме стабилно општество, компетитивна економија, просперитетна држава. Но лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски не мисли дека оваа владина гарнитура е вистинскиот избор за Македонија, односно дека ќе ја движи државата напред. Како што порача тој на комитската вечер во Бутел, наскоро граѓаните ќе се уверат дека неговата партија е таа која е вистинскиот избор за Македонија. Помина еден месец, ги видовме што прават. Ќе помине уште некој месец, ќе се види кој е тој што се бори за Македонија, која структура е најмногу заинтересирана и најмногу се вложува во движењето на државата напред. Евроатлантските интеграции се еден од главните приоритети на новиот владин состав. За што поскоро за членување во Европската унија и НАТО, како што велат тие, се залага и опозицијата. А еврокомесарот за проширување Јоханес Хан во вчерашното интервју на интернет страницата European Western Balkans порача дека власта и опозицијата заеднички треба да работат на имплементација на итните реформски приоритети и на договорот од Пржино, за да ја вратат земјата на евроатлантскиот пат. Тој воедно најави дека од 17 до 21 јули тимот на Рајнхард Прибе повторно ќе допатува во Скопје со цел да ја помогне на Македонија во спроведувањето на реформите во областа на владењето на правото.